Инвестиции во образовната инфраструктура, воведување на предприемништво како дополнителен предмет во средното школо, овозможување што поголем број стипендии и поттикнување на иновациите како основа за научно-истражувачката дејност беа основните приоритети на Министерството за образование во изминатите 100 дена од работењето. Министерот за образование Панче Кралев на денешниот отчет нагласи дека зацртаните проекти и натаму интензивно ќе се спроведуваат. Во однос на инвестициите во образованието, поточно во реконструкцијата и изградба на нови школи, значи во тек е изградба на 11 основни училишта, од кои 2 се веќе завршени, 3 се во завршна фаза и 6 училишта се во тек. Исто така е во тек и реконструкција на 6 основни училишта, од кои 5 се веќе завршени и едно училиште е во завршна фаза. Ке се градат и опремуваат 145 училишни спортски сали, 30 во средните и 115 во основните училишта. Во периодот август-октомври веќе беа пуштени во употреба и активно се користат 4 спортски сали. Во изминатата учебна година почна доделувањето на 2800 стипендии за студенти запишани на додипломски студии во земјава. Подпишани се и 37 нови договори за опремување лаборатории, а зголемена и субвенцијата од 15 на 30.000 денари, што треба да ги мотивира домашните научни работници да објавуваат трудови во реномирани меѓународни научни списанија. Во тек е формирањето на центрите за кариера во средните училишта и на сите факултети при државните универзитети, а се спроведува и реформа на средното стручно образование со зголемување на часовите по практична настава. Министерството за образование од август до октомври обработи 2500 барања за трансформации на работен однос од основните и средните училишта од определено на неопределено време. Донесените измени на Законот за образование им овозможија на учениците со оштетен вид и учениците со оштетен слух стекнување на 4-годишно образование со траење од 5 години, полагање државна матура и упис на високо образование. Истовремено се промовира и моделот на доживотно учење и образование на возрастни. Направена анализа на потребите за дооформување на стручните служби во основните и средните училишта, како и нивно фазно вработување. Во првата фаза ќе се вработат педагози во училиштата во кои нема ниту еден педагог. Кралев потенцираше дека интензивно се работи на проектот за спречување на одлив на мозоци, наменет да ги задржи во Македонија студентите инженери, технолози и информатичари, кои своето образование го завршиле во странство. Идејата е да се создадат примамливи услови, поради кои младите интелектуалци ќе сакаат да се вратат во државата и своето искуство да го имплементираат и пренесат на овие простори. Оваа учебна година повторно ќе се спроведе екстерното тестирање, но само во одредени училишта за да се провери софтверското решение. Идејата е да одредиме неколку училишта, не само во Скопје, него надвор од Скопје, каде што учениците пред се ќе имаат можност и ние како Министерство и Државниот испитен центар, значи да видиме како тоа решение овозможува прибирање на податоците. Пошто тоа е основното. Ако можат сите ученици во исти момент да бидат тестирани симултано во неколку локации и резултатите да бидат достапни овде во Министерството, тогаш ќе може да заклучиме дека истото може да се користи помасовно. Доколку резултатите бидат добри, можно е процесот да стартува од идната учебна година.